Кој од собствениците како ќе ги посети лозовите насади и овоштарниците се враќа разочаран, бидејќи состојбата во нив е поразителна, велат меѓусебно земјоделците. Овенати цветови и поцрнати плодови е сликата кај вишните и црешните, кај кајсиите, јаболката, крушите и другите овошки. Вакав долготраен студен бран на крајот на април не паметаат ниту повозрастните граѓани кои вината за временската непогода ја бараат кај климатските промени за кои одговорен е човекот. Разочараност поради тоа што грозија и овошје годинова ќе нема ни да се проба, се земјоделците кои денеска беа на добиточниот пазар во Облешево. Многу, се, лојзата, се оштетено. Лојзе, компир, се е катастрофа. Вишни, смокви, кромидо не, компири, се е измрзнано. И пак тражиме сигурно, што да правиме, мораме. Ке пријавиме дека е оштетено, па натаму ке видиме. Имам и лозе штета, и компир, и вишни, и сечи. Кајси, орасти, лозето е 100%. Другите, вишните исто така. Сега слушам некои работи дека требало у Кочани да идеме. Значи, опште не имаме, тука да идеме у Кочани. Ја имам 2 декари и 2 ара лози. Капут. Ништо. Едно да најдеш. Ја колку што знам, на мене на лозито највише. Лозито е катастрофа. Тука нема мрдање. Нема бегање од неа. Од подрачната единица за земјоделство, шумарство и водостопанство вела дека денеска ги очекуваат упатствата од владата и ресорните министерства за тоа како ќе се постапува на терен за проценка на штетите и утврдување на надоместот по тој основ. Стручњаците кои имаат извршено увид на различни делови од Кочанската котлина забележале поголеми и помали оштетувања кај овошките во зависност од местоположбата, што значи дека студениот бран не зафатил секаде исто. Но во глобала последиците од зимските температури во април се катастрофални.